Екипите на АД Водостопанство Кумановско-Липковско поле ги расчистуваат речните корита и нема опасност од излевање на реките, соопшти денеска раководителот Дарко Живковски. Што се однесува до зголемениот водостој на браната Глажња, надлежните велат дека се подготвени да ја испуштат браната доколку е неопходно. Во изминатиот период можевме да забележиме колку сме свесни, општествени и одговорни. Зголемениот водостој ги прибра пластичните шишиња од бреговите. Покачениот водостој на реката Кумановка, нивото беше над 200 сантиметри, кај мостот во Добрашане, кај игралиштето, и таму не може да поминат понатаму, и тука имавме една огромна депонија, односно смет од пластични шишиња, дури имавме и 3 фрижидери кои допатува до таму. Денеска интервенираме уште на истото место, се чисти сметот, договорив со компанија која преработува пластичен отпад, така да таму ќе биде транспортиран пластичниот отпад и ќе се преработи за да ја зачуваме животната средина. Ваша механизација е на терен? Да, наша механизација со скип работиме, ги вадат пластичните шишиња и другиот пластичен отпад од самото речно корито и имаме ангажирано камион за транспорт на сметот. Во изминатиот период присутни сме на терен, работевме за чистење на речните корита, правење на заштитни бедеми, што резултираше, немавме поплави, немаше излевање во Пелинце, Клечовце, Јачинце, Довезенце на тој потек, иако имавме зголемен водостој, надпросечни водостои за овој период од годината. Излевањето во Опај беше од надојдените води, од планинските суводолици и долови, се излеа реката Слупчанка на земјоделска површина, излеговме таму на терен, разговаравме со самото местно население и тие се свесни дека таму забележително беше големо количество на градежен шут кој е натрупуван во самата речно корито и е намален протокот. Во идниот период ќе работиме на расчистување на тој дел. Нашата надлежност е надвор од урбаните средини, а во урбаните надлежноста е на општините, така да интервенираме и во Кумановка, ќе интервенираме и во Липко, секаде кај што може да помогнеме да немаме поплави и загразување на имотот на граѓаните. Браните, таа е нивната намена, затоа се изградени за да ги задржат високот на количество на вода. Има ретенцизионен простор кај треба да се собере таа вода за да немаме поплавен бран. Да не беа браните, ќе имавме поплава во Куманово. Моментално во браната Глажња имаме 21 милион, тоа е информација од 8 часот наутро. Нашите служби јавуваат. Имаме уште во брана Глажња да акумулираме 2 милиони метри кубни вода. Припремени на терен, присутни сме, имаме направено план каде ќе се испушта вишокот на вода да не дојде до поплавување. Така да граѓаните се безбедни, ќе имаме вода за пиење, за наводнување, имаме план и програма како да действуваме и да ја сочуваме истата вода да ја во летниот период да ја конзумираме. Нема место за загриженост кај граѓаните. И во годините наназад имало прелевање, а во последните 5-6 години немало прелевање на браната Глажња. Овој период поради зголеменото количество на врнежи во изминатиот период имаме полнење на брана од 3 милиони во октомври. Денеска имаме 21 милиона акумулирано количество на вода. Во идниот период ја следиме активно состојбата, преземени се сите мерки. Општина Куманово ги известува граѓаните дека поради настанат дефект при сообраќајна незгода и прекин на инсталацијата на семафорите на крстосницата на улицата 3 Македонска ударна бригада со улицата Народна револуција и крстосницата на улицата 3 Македонска со улицата Перо Чичо, одреден временски период уредите за светлосни сигнали ќе бидат надвор од употреба. Надлежните служби преземаат соодветни мерки за побрзо санирање на настанатиот дефект. Се замолуваат граѓаните да се придржуваат до поставената вертикална и хоризонтална сигнализација на споменатите крстосници со цел непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, се вели во соопштението испратено до медиумите. Одделот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со учениците од Основното училиште 11 октомври вчера реализираше едукативна кампања под мотото "Не паркирај на тротоар, јас сум пешак".
Кампањата се спроведе пред просториите на училиштето, каде што беше констатирано дека често се паркираат возила на тротоарите. Поради тоа, учениците се принудени да се движат по коловозот, со што директно се загрозува нивната безбедност, како и безбедноста на сите пешаци. Преку оваа активност, учениците испратија јасна порака до возачите за важноста на почитувањето на сообраќајните правила и користење на тротоарите исклучиво за пешаци, велат надлежните. Одсекот за превенција апелира до сите возачи на совесно и одговорно однесување со цел обезбедување безбедна средина за учениците и сите учесници во сообраќајот. Секторот за даноци и такси при општина Куманово ги известува граѓаните даночните обврзници дека е во тек дистрибуција на опомени за данок на имот за физички лица за 2025 година, како и решенија за присилна наплата за 2024 година на домашна адреса преку Агенцијата за македонски пошти, со која општина Куманово има склучено договор. Станува збор за решенија и опомени кои се генерирани на 7 ноември минатата година, а дистрибуцијата започна вчера и се одвива со големо задоцнување, пишува во соопштението на општина Куманово. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 48 годишен кумановец поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори. Според СВР Куманово, на 20 јули минатата година полициски службеници извршиле преглед над пријавениот, при што била пронајдена и одземена марихуана. Во периодот од 9 до 15 февруари годинава од страна на системот Безбеден град на подрачјата на градовите и коридорите каде се поставени камери, регистрирани се вкупно 4490 прекршоци, што представува намалување за 10% во споредба со првата седмица во месец февруари кога беа регистрирани 4991 прекршок. Од вкупниот број на регистрирани прекршоци, најголемиот број се за управување на возило со брзина поголема од дозволената – 4297, потоа за минување на црвено светло 33, а за управување со возило со измината важност на сообраќајната дозвола констатирани се 160 прекршоци. Исто така изречени се вкупно 148 мерки забрана за управување со возило, чиј број бележи намалување од 48,6% во однос на минатата седмица, од кои 33 се за минување на црвено светло, а 115 се за брзо возење, од кои 99 за брзина поголема од 80 км/ч во населено место, 12 за брзина поголема од 10 км/ч сопствено ограничување на возило и 4 за брзина поголема од 170 км/ч во ненаселено место, соопшти Министерството за внатрешни работи. Од ноќеска на полноќ зголемени се малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95 и БС 98 за 1 денар за литар, а цената на Евро Дизел и на екстра лесното масло за домаќинство останува иста. Сега Евро Супер БС 95 чини 73 денари за литар, а Евро Супер БС 98 75 денари за литар. Дизел горивото се продава по 68 денари за литар, а маслото за горење 67 денари за литар. На владина седница е усвоена новата програма за директни плаќања за 2026 година, информираше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Како новина, односно како мала реформа, направено е минимално зголемување на површините што се услов за користење на субвенциите со цел да ја зголемиме домашната продукција на храна, истакна министерот Трипуновски. Теренските контроли што ќе ги спроведуваат надлежните институции се со цел средствата да завршуваат кај вистинските земјоделци. Минатата година беше потпишан меморандум за соработка, со кој инспекторите од Државниот инспекторат за земјоделство се ставени на располагање на платежната агенција, за да се спречи одлевање на државни средства кај лица кои досега користеле субвенции, а не обработувале земјоделска површина, појасни Трипуновски.